Интересот за обединување на сите револуционерни сили во македонското ослободително движење, значи е и на самата организација и на сите струи во движењето, но и на надворешните поддржувачи. Во таа смисла се прават обиди за постигнување на тоа обединување на македонското револуционерно ослободително движење и преговорите одат побавно, можеби на моменти и прилично тешко, затоа што пред отпочнувањето на тие преговори, веќе во самото македонско револуционерно движење се создаваат сериозни пукнатини, сериозни струења, расцепи, некаде по идејна основа, некаде по лична основа. Во сите тие напори, со поддршка на советските фактори и Коминтерната, во крајот на април се доаѓа до постигнување на еден протокол за обединување и во Виена се подпишани 3 значајни документи. Тоа е декларацијата за обединување на македонското револуционерно движење од 29 април, протоколот и еден од најзначајните и најпознати вака широко документи е манифестот за обединување. Кулминација на сите тие настани било подпишувањето на мајскиот манифест на ВМРО на 6 мај 1924 година. Под овој значаен документ стоел и подписот на Тодор Александров, но со полномошно односно властување од негова страна, бидејќи Александров отпатувал за Лондон. Мајскиот манифест на ВМРО од 6 мај 1924 година представувал пресвртница во политиката на организацијата и во поглед на националниот карактер на македонското прашање. Тоа требало да представува обединувачки момент на сите сили во македонското револуционерно движење под знамето на внатрешната македонска револуционерна организација. Таа нова политика на ВМРО всушност ги алармирала владеачките кругови во повеќе балкански држави, а најмногу официјалната влада во Софија, да активира можен заговор или план за ликвидација на Тодор Александров како член на Централниот комитет на ВМРО. Интересен момент е по подпишувањето на тие договори, дека навистина ми тешко оделе некои усогласувања на ставовите, дури и тие лични нетрпеливости доаѓале до израз во текот на преговорите, така да и при подпишувањето на протоколот двете страни не успеале да постигнат на истиот лист хартија, значи на исти примерок од документот да го стават својот подпис. Протоколот посебно е подпишан од представниците на внатрешната македонска револуционерна организација и посебно од представниците на Македонската федеративна организација. Манифестот представувал револуционерна пресвртница на борбата на ВМРО за ослободување на Македонија. Бидејќи во него како сојузници се истакнувале Советскиот сојуз, Коминтерната и комунистичките партии на балканските држави. ВМРО во целиот текст на документот ја потенцирала националната самобитност на македонскиот народ и дистанцирањето на ВМРО од балканските држави, при што ја прогласила и политиката на бугарската влада за непријателска по однос на Македонија. Во манифестот, меѓу другото, се истакнувало: Ниедна од владите на балканските држави не мисли на ослободување и обединување на распокинатите делови на Македонија. Ниедна од нив не мисли и не действува за самоопределување на македонскиот народ во самостојна политичка единица. Ниедна од нив не сака да ги даде предвидените од договорите права на поробените македонци кои им обезбедуваат културен развој како на национални малцинства. Содржината на мајскиот манифест внела голем страв во редовите на бугарската влада, која веќе била во непријателски односи со ВМРО. Од друга страна, кога дознал за содржината на текстот на манифестот, Тодор Александров побарал да не се брза со неговото публикување. Но не било послушано предупредувањето на Александров и од страна на Димитар Влахов
кој бил еден од составувачите на манифестот, овој документ бил објавен во јуни 1924 година во весникот Балканска федерација. По објавувањето на мајскиот манифест, Тодор Александров се нашол во незавидна позиција, поради притисоците од дел од членството на ВМРО и бугарската влада кои барале одговор од него за новата ориентација на организацијата. Во една таква ситуација, на 1. август 1924 година, преку декларација Тодор Александров се откажал од неговиот подпис под манифестот со образложение дека тој бил мистификација на екзалтирани комунисти и дека имал за намера ВМРО од национална да ја претвори во класна организација која се бори за интересите на Советскиот сојуз. Но оваа изјава на Александров не ја уверила бугарската влада во тоа дека водачот на ВМРО искрено се одрекол од новата револуционерна ориентација на организацијата. Тодор Александров станал непожелен и опасен по интересите на бугарската влада околу прашањето за Македонија. Различни војно-политички фактори, државни субјекти и влијателни европски организации се заинтересирале за неговото отстранување од раководството на ВМРО. Патот кон ликвидацијата на Александров бил трасиран. Се барал погоден момент за тоа. За времето на Тодор Александров ВМРО имаше собствена, национална, во смисла македонска, патриотска политика и тој не дозволуваше да му се мешат ниту министрите на бугарската влада во таа политика, ниту премиерот. И не дозволуваше да добива наредби од нив, туку ја држеше сувереноста во својата организација многу цврста. Таквиот став на Александров, со таквата наклоност за Македонија како независна држава, а не како дел кој што треба да се обедини па да се приклучи кон Бугарија, на Бугарија не им одговараше. Западните земји негативниот став на бугарската влада го поддржаа против ВМРО, бидејќи на западните земји, на Англија, на Франција, не им одговараше влез на болшевичка Русија на Балканот со организации кои што се поприлично мокни. На 31. август 1924 година во близина на селото Лопово на Пирин планина бил убиен Тодор Александров. Ликвидацијата била извршена од страна на војводите Штерио Влахов и Динчо Вретенаров, кои убиството го извршиле во присуство на вториот член на ЦК Александар Протогеров. Покрај Александров бил убиен и неговиот телохранител Панзо Зафиров. Известно време, убиството на Тодор Александров било криено од потесното раководство на ВМРО за да се спречат поголеми потреси во организацијата. Од друга страна, во најтесен круг на луѓе, меѓу кои бил и секретарот на Александров, Иван Михајлов, се подготвувале физички ликвидации на членови на организацијата кои требало да бидат прогласени дека се виновни за учество во заговорот против убиениот член на ЦК. Тодор Александров во негово време не можел поинаку да действува. Морал да ја прилагодува својата политика и водството на организацијата спрема општествено-политичките настани на Балканот. Тодор Александров покрај револуционер морал да биде и политичар, да ги запазува и да ги гледа моментите и актуелната политичка состојба на Балканот и пред се во Бугарија. Затоа, можеби, ваквото лавирање на Тодор Александров за едните изгледало дека е предавничка политика, а за другите дека е патриотска политика и патриотско раководење со организацијата. Причините за убиството на Тодор Александров се во тоа што Александар Протогеров се чувствува како второстепена личност во Централниот комитет и за многу работи не е консултиран, а од друга страна Алеко Василев Пашата и Георги Атанасов имат натрупано големи суми, милионски, на сметка на организацијата и при тоа чувствуваат опасност од тоа да бидат лишени од функциите кои што ги имале во организацијата и лишени од стекнатото богатство. Сето тоа, тие тројца ги прави да бидат природни сојузници и го коват заговорот против Тодор Александров.
постојат повеќе верзии за убиството на Тодор Александров. Во суштина имало повеќе заинтересирани страни кои сакале да го отстранат Александров од кормилото на ВМРО. Тука бил Советскиот сојуз, Коминтерната, бугарската влада, луѓе во самиот Централен комитет кои што претендирале на местото на Тодор Александров. Навистина, се уште убиството и ликвидацијата на Александров е под велот на мистеријата. Но најверојатната предпоставка од сите документи кои што постојат и кои што се објавени и необјавени, а истражени, е дека убиството на Тодор Александров било всушност нарачено од страна на бугарската влада и самиот бугарски премиер Александар Цанков. Тодор Александров е дел од едно тешко историско време за Македонија. Време на војни, поделби, братоубиства, време кога други одлучувале за судбината на Македонија и кога македонското револуционерно движење немало сојузници во напорите за правилно решавање на македонското прашање. Александров никогаш не отстапил од еден принцип. Неделливост на етногеографската територија на Македонија. Тодор Александров е дел од македонската историја и неговата личност може да се анализира единствено како едно парче од историјата на ВМРО и од македонското револуционерно движење.